Не е ова ново студио. Импровизација е. Видео го снимам од друга локација. Оправдано, викаат Скопје е блокирано, па не може да стигнам. Страшно. Нема везе, ова е топ, ќе помине. Добре дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Имаме супер викенд пред нас и многу фудбал. 5 дерби надпревари. Не може да се решам за 3-4, така да ќе одиме со сите 5. Брзо, кратко, јасно. Сабот имаме само еден надпревар. Англиска премиер лига, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед. Ньюкасл е фаворит според букмекерите, ама не знам. Мислам дека ќе биде тешок меч. Двете екипи отиграа многу тешки надпревари во Лига на шампиони со ПСЖ и со Галатасарај. И двете екипи излекоа нерешено. Исто така и двете екипи имаат еден куп повредени фудбалери. Појма немам како ќе изгледаат составите на овој надпревар. А пазете интересна ситуација на табелата. Манчестер Юнайтед има бод повеќе, но со 0 гол разлика. Ньюкасл па има гол разлика плюс 17. Фудбал. Одиме во недела и пак во Англија, Манчестер Сити, Тотенхем. Ако си играш овој надпревар пред 2-3 недели, ќе кажав дека ќе биде интересно, неизвестно. Сега Манчестер Сити е голем фаворит. Барси по одличниот старт на сезоната влегува во страшно лоша серија, имаа 3 порази поред. Од Челси, Волфс и Астон Вила и од првото падна на 5-то место. Сити од друга страна има 2 ремија поред, ама со Челси и Ливерпул. Ама тепаше со Лајпциг во Лигата на шампиони со 3-2 во еден страшно добар надпревар во кој Лајпциг водеше со 2-0. И тука е единствената предност за Тотенхем. Одморени се. Како и да е, Сити тепа. Одиме во Германија. Бајер Леверкузен е домаќин на Борусија Дортмунд. 11 победи и само едно реми за Леверкузен до сега сезонава. Прво место на табела. Борусија Дортмунд топло ладно. Ќе тепа, ќе изгуби. Чабе Алонсо направи страшно добра работа со Бајер Леверкузен оваа сезона. Гази, не е нормален. Сега, Дортмунд тепаше кај Милан во вторникот и мислам дека тоа може да биде нивниот престрел оваа сезона. Мора да го искористат моментумот и да се вратат на победи. Да влезат во серија на победи. Но не мораше да им се падне Леверкузен за следен противник. Ќе биде интересно и очекувам голејада. Следен меч. Италија, серија А, Наполи, Интер. Добро, што се деси кај Бенфика? 34-та минута, 3-0 за Бенфика. Гасам телевизор. Пуштам телевизор. 3-3. Добро, Интер играше со втор тим и ако ништо друго барем ги зачува силите за овој надпревар. Наполи кај Реал Мадрид загуби со 4-2 и се изнамачи. Но очигледно дека Мацари внесе некоја свежина во тимот. И сега од Наполи може да очекуваме многу повеќе. Сакам Интер да тепа, ама ќе биде тешко. Не знам што ќе биде. Последен меч, Шпанска Ла Лига. Барселона, Атлетико Мадрид. Значи, двете екипи сезонава некако играат под просек. Барсе игра, ама нема среќа. Башка има мака со судиите. Атлетико игра, па не игра. Не знам. Ама пак се окей. Имаат по 31 бод на табелата и се на само 4 бода помалку од Реал Мадрид и неголемото изненадување во Европа, Джирона. Барса тепаше со Порто, Атлетико Мадрид тепаше со Фейнорд во Лигата на шампионите неделава. Сега, Барса е фаворит, ама Барса тепаше на претходните 3 надпревари со Атлетико Мадрид, ама сега ништо чудно да биде нерешено. И доста е за викендов. Има и други дербија во послабите лиги, така да пред нас е еден комплетен фудбалски викенд. Не заборавајте да притиснете subscribe, кликнете звончето, да коментирате на видеата, лајк на видеата и се така со ред. Да не следите и да очекувате нови видеа. Убав викенд. Чао!